Почитувани уште еден разговор на телевизија Нова. Вечерва гостин во вестите на телевизија Нова е првиот човек на ЕЛЕМ Христијан Мицковски. Со него ќе разговара Билјана Трендафилова. Останете на оваа фреквенција. Веќе најавувам следен блок информации во 22. Биби, повелете. Така е, како што најави Елена, почитувани, гостин во студиото на телевизија Нова е Христијан Мицковски, директор на ЕЛЕМ и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добро вечер и благодарам што сте во телевизија Нова. Добро вечер и благодарам на поканата. Можевме да слушнеме дека вчера компанијата со која раководите, Електрани на Македонија, соопшти дека нема да има зголемување на цената на струјата, нема да се побара корекција на цената на електричната енергија. Господине Мицковски, дали има минус во работењето од стартот на годинава и како тој би се надополнил? Да, ние вчера имавме посебен ден и за нас како менеджмент на компанијата, но и посебен ден за самата компанија. Веќе имавме можност да го презентираме пред јавноста работењето на компанијата во текот на 2016 година, но и оно што се вели индикации како би одело работењето на компанијата за следната 2017 година, односно дадовме пресек на првите 2 месеца, тоа е јануари и февруари, и врз основа на оно што беше сработено за 2016 година, но и каков е почетокот за оваа календарска година, можеме да кажеме и да ги увериме граѓаните дека со сигурност АД Електрани на Македонија нема да бара зголемување на цената на електричната енергија за клиентите кои што се на регулираниот пазар, односно во најмал случај цената која што ќе биде цената на електричната енергија која што е резултат на работењето на АД Електрани на Македонија ќе остане истата. Тоа е добра вест за граѓаните во ова тешко и тензично политичко време. Сепак какво ќе биде портфолиото и може ли да очекуваме зголемено производство од домашни извори? Знаеме дека во 2016 80% од вкупното производство доаѓаше од дома. Па еве, јас ќе искористам оваа прилика уште еднашка да ги потенцирам резултатите кои што АД Електрани на Македонија ги оствари во 2016 година. Нето профитот на компанијата после одолначување е нешто повеќе од 840 милиони денари, или тоа е нешто повеќе од 14 милиони евра. Што се однесува до почетокот на оваа година, исто така имаме исклучително добар и поволен почеток за компанијата, иако морам да признам дека состојбата во која што работевме беше изворено тешка, бидејќи се соочевме со непредвидени студови кои што не се карактеристични во изминатите 20 години не само за нашата земја, туку зборам и за регионот, односно Балканскиот полуостров воопшто, па и пошироко во Европа. Исти такви студови видовте се случија и во централна, но и во голем дел од земјите во Источна Европа, како што се Бугарија и Романија, кои во изминатиот период ги затворија границите, односно не дозволија транзит, односно изнес на електрична енергија од нивните држави, што не беше случај со Македонија. Ние успеавме да го одржиме системот стабилен. Нормално тука не е заслужен само АД Електрани на Македонија, треба да бидеме честни до крај, да кажеме дека останатите чинители, а тоа се дистрибутивниот систем оператор ЕВА на Македонија, но и систем преносниот оператор, тоа е МЕПСО, делува прилично синхронизирано, делува стабилно и успеавме да го држиме системот цело време во една состојба на приправност, ги испорачувавме навремено, без никакви прекини, сите неопходни количини електрична енергија, било тоа да се клиентите на регулираниот, односно на слободниот сегмент од пазар. Целокупната таа ситуација влијаеше врз производните капацитети на АД Електрани на Македонија да тие произведат некаде преку 8% повеќе од она што беше планирано, или некаде околу 70 на гигават часови, повеќе од она што беше планирано за првите 2 месеца, и тоа ни дава доволна ретензија да во периодот кој што следиме имаме простор да дополнително го реоптимираме нашето производно портфолио, но и она портфолио кој што ќе значи испорака на електрична енергија на регулираниот пазар. Што сакам со тоа да кажам? Сакам да споменам дека ние тоа го комунициравме често, поготово во периодот на месец јануари, кога велевме следи период кога ќе почнат снеговите да се топат, односно ќе почнат да надоаѓаат реките, вака да се изразам народски, ќе се полнат акумулациите, а со самото тоа ќе значи и дополнителна ефтина енергија на берзите во Европа. Односно, ќе имаме зголемена понуда на електрична енергија, а намалена побарувачка. Тоа ќе влие добро на цената, кога велам добро за нас, бидејќи таа ќе оди надоле и ние ќе можеме да купуваме ефтина енергија.
Кога таа ефтина енергија ќе се потроши, не само збориме за Балканот, туку збориме и пошироко во централно-источна па и во западна Европа, тогаш доаѓа период на зголемена побарувачка, тоа се најчесто летните месеци кога започнува туристичката сезона. Тогаш во тој период оние медитерански земји имаат зголемена побарувачка на електрична енергија од причини што ги користат системите за кондиционирање, нели? Тие се најчесто на електрична енергија. Тогаш цената пак на електричната енергија ќе оди нагоре бидејќи ќе имаме намалена понуда, а зголемена побарувачка. Тука ние гледаме нашата шанса повторно да дополнително го оптимираме нашето портфолио, продажно во случајот. Што значи тоа? Тоа значи дека сега ние ќе купиме ефтина енергија, да наполниме оваа ретензија на зголемено производство во јануари и во февруари, а потоа ќе понудиме скапа енергија на пазарот. Често пати комуницираме, велиме купувај кога ефтино, продавај кога е скапо. И на тој начин, вака на среден рок, сакаме да обезбедиме стабилност на АД Електрани на Македонија, кои што сме сигурни дека во периодот што следува дополнително ќе значи додадена вредност на финалниот производ кој што ние го нудиме на пазарот. Инаку можеби е добро да споменеме дека АД Електрани на Македонија изминатиот период преку својот клон Елем Трейд отвори компанија во соседна Србија. Таа компанија е активна на пазарот таму, односно е лиценцирана, ја доби лиценцата за трговија со електрична енергија, стана балансно одговорна и веќе во завршна фаза, односно завршни преговори сме со еден потенцијален клиент кој што таму каде што треба да испорачуваме електрична енергија, некаде отприлика количината е околу 100 гигават сати годишно. Ги прибираме понудите од страна на адвокатски куќи кои што треба да ни помогнат да слични клонови такви отвориме во соседна Република Косово, но и во Словачката Република. Тоа ќе ни даде, како што комунициравме често пати во минатото, една екстензивност, односно ќе ги растегне нашите можности, ќе можеме и ќе бидеме спремни да нашиот производ го пласираме во земјите членки на Европска унија, но и оние земји од Балканот кои што не се дел од Европската унија, каде што ние гледаме потенцијални клиенти. Со други зборови, АД Електрани на Македонија сега веќе почнува да од границите на Македонија да се шири на европскиот пазар. Да не се позиционира само во земјава, туку и надвор, како што велите, значи на добар пат е Електрани на Македонија и пред вас, но и со вашето доаѓање на чело на компанијата. Можеме да сумираме за нашите гледачи, електроенергетскиот систем е стабилен. За сега не може да се очекува повисока цена на енергијата. Тоа е тоа што ги интересира обичните луѓе. Да, можеме да го тоа потврдиме и да го бетонираме, што би рекол, дека АД Електрани на Македонија нема да бара зголемување на цената на електричната енергија како резултат на неговото работење, работи изворено ликвидно, бележи профит, бележи сериозно ги реоптимира своите производни капацитети, дел од ликвидноста ќе инвестираме во развојни проекти што ќе овозможат надежност на подолг рок. Добри се овие планови во енергетиката, но сепак под притисок сме на политичките случувања, затоа и реков дека не само за состојбите во енергетиката и во вкупната економија ќе зборуваме и за политиката, бидејќи како што реков, вие сте и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Последниот став кој што можевме да го слушнеме од Демократската унија за интеграција е тие решија сепак да влезат во новата влада заедно со СДСМ. Денеска партијата ВМРО ДПМН, вашата партија, имаше и соопштение во кое што повторно се потенцира потребата од нови избори на кои што граѓаните би се изјасниле за оваа платформа од Тирана. Знаете, ја ова повеќе го сваќам како втор чин од оваа драма која што ни беше приредена во изминатиот период, бидејќи првиот чин беше самиот почеток на тие преговори. Лично чувствувам дека ова ќе продолжи и понатаму, нема тука да застане, отприлика очекувам уште дополнителни два чина во оваа цела драмолетка која што се случуваше изминатиот период. Често пати луѓето кога имаат отсуство кога се соочуваат со отсуство на реални теми и кога не поседуваат реални идеи кои што можат да го подобрат квалитетот на живот на нивните сограѓани, односно на граѓаните на Република Македонија, тогаш кај себе почнуваат да развиваат национално-романтични чувства. И тие национално-романтични чувства често пати се артикулираат преку одредени платформи во случајот кои што се преточени во една така наречена платформа од Тирана или тиранска платформа.
се тоа изминатиот период беше лошо комуницирано во јавноста, бидејќи се трудеше да биде зацкриено од очите на јавноста, а секоја една работа која што се обидувате на непристоен начин да ја зацкривате од јавноста, нормално е да резултира со емоции кај граѓаните. Гледате, стотици илјади луѓе се веќе на улиците. Граѓани кои што се обидуваат да ја дознаат содржината на она кое што се вели договор помеѓу овие двајца актери во оваа драмалетка која што бевме сведоци изминатиот период, а тоа се јуришниците на СДСМ и јуришниците на ДУИ. Зошто се крие? Зошто не може да ја видат сите и содржината внатре да биде појасна? Видете, конфузна е целата работа. Најпрво велиме не е тоа, излегува министерот за надворешни работи на соседна држава, вели не е тоа платформа која што е креирана во Тирана, е креирана во Македонија. Па излегува еден од подписниците на таа платформа, вика не е точно, ако беше во Македонија, ние немаше уопште да седнеме на преговарачка маса со еден од другите учесници. Ние тоа го направивме затоа што тоа беше покана да присуствуваме на еден таков состанок во Тирана. Сето тоа создава еден дополнителен, како да кажам, гнев кај луѓето, и ја навистина чувствувам дека таинственоста на овој договор кој што го имаат овие два актера во оваа драма, значи нешто лошо. Значи нешто лошо дефинитивно, затоа што ако тоа беше добро, тогаш многу одамна ќе беше соопштено на јавноста од првата буква до последната точка која што ја содржи тој договор. Кога велам значи нешто лошо, тоа значи дека плашејќи се они да го обзнанат тоа пред очите на јавноста, они самите даваат еден вид конфузија за целата оваа тема. Како да ја кажам, јас повеќе би сакал да разговарам за економски платформи, за образовни платформи, за здравствени платформи, но ви реков, има политичари кои во отсуство на такви реални идеи кои што значат подобар и стандард и живот на граѓаните на Република Македонија, се обидуваат да ги спинуваат преку така наречени национал романтични документи преточени во платформи и чувствата на граѓаните, без разлика од која етничка припадност, за каква етничка припадност станува збор, и тогаш во физиката ние велиме акција и реакција. Нормално е да на една акција од другата страна дочекате реакција. Тогаш тоа не би била цврста и кохерентна маса, тогаш тоа би била аморфна маса и тогаш акцијата силата само би си пенетрирала и би се движела напред. Но во физиката има една појава која што се вика акција и реакција. Логично беше на оваа акција, преточена преку таа платформа, до другата страна се случи една реакција, бидејќи помеѓу оваа акција и реакција не постоеше транспарентност на самиот процес. Да постоеше таа транспарентност, да беше тоа ставено на увид на граѓаните, да може граѓаните да го видат па да оценат. Сигурно ќе знаевме ние дали мнозинството тие граѓани ќе застанат за таа платформа или нема да застанат за таа платформа. Ние имаме еден таинствен процес кој што го водат неколку луѓе, ви реков, кои што претпоставувам дека се отсутни од овие реални теми и реални потреби на граѓаните. Изминатиот период не знам дали беше третирана тезата, но минатата година ние во Република Македонија имаме преку 360 милиони евра странски директни инвестиции, што е за 100 милиони евра зголемување визови претходната година. Тоа никој не го третираше. Тоа значи дополнителни работни места, дополнителен бизнес, дополнителни стрекни луѓе и семејства. Ние наместо тоа да го комуницираме, ние гледаме дека луѓето кои што бледираат утре да видат власт во оваа држава се занимаваат со национал-романтични платформи. Тоа е надворот од здравиот разум и надвор од здравата логика, која што за мене како човек, професор е неразбирлива. ВМРО ДПМН покажа подготвеност да ја поддржи идната влада предводена од СДСМ, доколку опозицијата, односно партијата на Заев, се откаже од оваа тиранска платформа. Одговор се уште нема за таковиот потек. Знаете, историското ВМРО често пати се исправило пред сите предизвици во минатото, но и наследникот на историското ВМРО, преточено преку ВМРО ДПМН, изминативе години често пати знаеше да се исправи како стожер и браник на државноста на Република Македонија, па така и овој пат ние нема да дозволиме ниедна акција да биде превземена која што ќе биде спротивна на законите и уставот на оваа држава, а со тоа ќе имплицира подривање на националните интереси на Македонија. Но како ќе го спречите тоа?
секако дека размислуваме, секако дека имаме план, но во интерес на процесот ние не би сакал сега да коментирам гласно кои се чекорите кои што ќе ги превземеме, но секако дека имаме разни сценарии разгледувано, имаме одговори на прашања и антиципирано можни ризици, така да подготвени го пречекуваме процесот, но на што е поважно во овој момент е да овие луѓе конечно се охрабрат и излезат со таа платформа пред граѓаните, односно пред овие 2 милиони луѓе кои што тоа го очекуваат од нив. Бидејќи знаете, они не излегоа со оваа платформа на изборите. Оваа платформа е резултат на оној постизборен инженеринг кој што често пати ние го комунициравме во изминатиот период. Вие да излезевте на изборите со таква платформа, да излезеше оваа коалиција и да ставеше на увид на граѓаните, без разлика дали се тоа ДУИ, како и останатите партии од албанскиот политички блок, но и овие нивни поддржувачи опозиционата СДСМ, тогаш ќе видевме граѓаните ќе го дадеа својот суд, ќе го дадеа своето мерило дали се согласуваат за ова или не се согласуваат. Меѓутоа во отсуство на таква понуда, ние сме сега, како да ви кажам, ние сме сега во една ситуација да критикуваме нешто за што немаме реална покрепа, бидејќи се крие од очите на јавноста. Така да, ние единствен начин кој што нас не станува во овој момент е јасно да кажеме дека дајте луѓе да излеземе на избори. Дајте да направиме уште избори. Излезете вие со вашиот коалицијски договор, ние ќе излеземе со нашата програма која што ги тангира реалните проблеми на граѓаните, реалните платформи кои што значат подобар живот за граѓаните во Република Македонија, па да видиме мнозинството граѓани за кого ќе дадат својот глас. Ставот на ВМРО ДПМН е дека брзи избори се решение од оваа долгогодишна, двегодишна политичка криза, но добар потек според вас е предвремените парламентарни да се одржат заедно со локалните избори. Можно ли е такво нешто? Па, според она што јас го знам, тоа е дека до понеделник, ако не се распишат локалните избори, тогаш ќе следе одложување, неминовно одложување на тие локални избори. Брзи парламентарни избори се единствено решение за излез од оваа криза. Знаете, реков и во претходниот одговор, не беше ова програмата на политичките партии кои што излегоа на претходните предредени парламентарни избори што се случија во декември. Ова е, како да кажам, ова е адхок сценарио кој што е креирано по завршувањето на предредените парламентарни избори. Вие морате да ги доближите ставовите на две партии кои што беа тотално диаметрално различни за време и пред одржувањето на парламентарните избори. Па ја се сеќавам, претпоставам дека и вие ќе се сетите, но исто така и јавноста може да биде сведок на тоа дека лидерот на таа опозициона партија кој што бледира да утре биде носител на функцијата претседател на владата, барем во едно 3 до 4 пати јавно има искажано за идниот негов коалиционен партнер дека е криминалец, дека и така натаму. Сега да не ги користам тие зборови, сепак не се мој ниво нити како човек, нити како професионалец. И сега најнаш некако тие двајца се споија, се создаде еден таков, јас би рекол брак од интерес, што стана нераскинливо ткиво еден од друг. Значи, замислете што треба да се случи помеѓу луѓе кои што до толку се разидени и идеолошки, но и човечки, за да повторно тие двајца се залепат, односно за да тие две политички опции се залепат. Ја можам само да претпоставам, исто како што претпоставува јавноста, бидејќи ништо немаме видено на увид, да биде транспарентно прикажано, да знаеме што всушност нас не очекува во периодот што следува. Ние можеме само да претпоставуваме, да антиципираме и врз основа на тие претпоставки да креираме сценарии и стратегии понатаму како ќе делуваме. Ние тоа го правиме секојдневно, така да искрен да видам, нема да дозволиме да се случи ништо што може да значи што би можел да ги подрие националните интереси на Република Македонија. Перјаница, односно пред завесата е оваа така наречена тиренска платформа. Позади завесата е нешто можеби уште поалармантно за нашата држава. Велите ке се борите до крај, но сепак знаеме дека земјава е под силен меѓународен притисок да се формира влада која можеби не е по волјата на мнозинството. Како Македонија, како ВМРО ДПМН ќе го издржи овој притисок? Видете, самите рековте дека не е по волјата на мнозинството. Јас прочитав некаде една изјава од страна на претседателот на Демократската унија за интеграција дека они сепак одлучиле да влезат во оваа нова влада затоа што ќе ја почитуваат волјата на мнозинството албанци.
Зборуваме за правилото победник со победа. Да, значи он толку јасно и транспарентно тоа го кажа, што нема дилема. И после таа него изјава нема дилема веќе дека мнозинството албанци ќе има репрезент во идната влада која што евентуално они бледираат да ја состават. Но тоа е порака и до неговиот иден коалиционен партнер, кој што исто така бледира да силно пенетрира со своите политики во албанското гласачко тело, што често и го комуницира. Бевме сведоци пред некој ден, он храбро се осмели пред јавноста во Република Македонија да каже дека најголемиот број албански гласачи го поддржуваат Социјалдемократскиот сојуз. И тука ви застанам со првата порака, каде што едниот коалиционен партнер вика не, ја го имам легитимитетот на мнозинството албанци, вториот коалиционен партнер, гледаме во оваа ново настаната ситуација, вели не, ние го имаме. И сега од старт вие имате одека конфликт кој што вака меѓу редовите можете да го прочитате. Не знам како и тоа ќе го надминат, меѓутоа очигледно дека многу лесно некој меѓу нив тие конфликти знае да ги испегла. Но она што е поважно во случајот е што мнозинството гласачи македонци ќе немаат, ако ова коалиција продолжи понатаму да се обидува да ја формира едната влада, ќе немаат репрезент во едната влада. Токму затоа ние велиме дека нема да дозволиме ништо што може да биде спротивно на интересите на мнозинството македонци. Односно во случајот мнозинството македонски гласачи. Тоа значи недвосмислена доверба на преку 455.000 гласа кои што ВМРО-ДПМН ги доби на предредените парламентарни избори во 2016 година, во декември месец. И сега ако имате еден представник на едната малцинска заедница и составува вториот представник на другата мнозинска заедница, тогаш тука се доведуваме во една прилично, како да кажам, непринципиелна и тешка ситуација. Го споменавте меѓународниот фактор и влијанието на меѓународниот фактор. Ја не можам, јас сум човек кој што генерално прилично најголемиот дел од своето образование е поминал во тие западноевропски земји, универзитети и така натаму, се запознал со таа западноевропска цивилизација и просто ми е невозможно да го сватам фактот како може вака хорски да поддржуваат мандатор кој што јавноста во Македонија знае дека е аболициран поради столен криминал. Знае дека јавноста во Македонија го гледаше како бара евро за евро. И вие да имате вака непринципиелна позиција, да тој човек го форсирате да биде мандатор на нейната влада, просто е за мене како човек, како интелектуалец, неразбирливо. На крајот од денот ја ќе се вратам на универзитетот помеѓу студентите. Дали сега, дали кроз 10, дали кроз 15 години. Но сигурно ќе се случи да некој од нив истопи и ми рече што направивте вие за оваа држава. Без разлика дали е тоа национално прашање, дали е социјално, економско и така. Што треба да кажам? Дека при првиот поголем предизвик истапивме? Не, нема да го кажам тоа, него напротив, ќе останеме до последниот момент и ќе ги браниме интересите на Република Македонија. Господине Мицковски, благодарам што ги споделивте ставовите на ВМРО-ДПМН и што бевте дел од програмата на телевизија Нова. И благодарам вас што ме поканевте. Почитувани, можевте да го проследите разговорот со директорот на ЕЛЕМ Христијан Мицковски. Освен за темите во енергетиката и економијата, зборувавме и за актуелните политички случувања. Ве поканувам да гледате телевизија Нова. Во продолжение следува Око со Горан Петрески. Бидете со ТВ Нова.